Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Имам должност, заради тоа што на почетокот на мандатот кажав дека покрај производството на храна, младите и Европската унија се единствениот за мене битен сегмент, без кој што ни пропаѓаат и џабе се сите други теми и дискусии, а да не зборам трошењето на пари на граѓаните по примерот на за вчерашната седница. Затоа првото прашање го поставувам писмено. Знам дека вице-премиерот е отсутен и е на битен состанок во Франција. Тоа е првиот заменик премиер и министар за европски прашања. Најбитната тема, нема друга побитна. И верувам дека ќе добијам писмен одговор по однос на двете прашања, второто до животна средина, исто така министерот отсутен. Меѓутоа, бевме со колешката Мимоза Муса од владеачкото мнозинство во Брисел и во Страсбург, една недела на средби и со новиот министар за европски прашања на Ирска, која што го презеде председателството, и со нашиот известувач во Европскиот парламент, со координаторите на сите групи во Европскиот парламент, вклучително ИПП, со многу други европски пратеници, и ќе ги сублимирам и пораките, но и она што сметам дека е особено битно и важно да го знаеме. Клучната порака беше дека моментот на проширувањето е сега, па кој знае кога. Меѓутоа тоа беше повторено, сега е моментот, сега треба да бидете на масата за да ја осигурате еднината на вашите генерации. И тоа е најбитната тема на било кој еден, сметам, во овој парламент. Ни една друга деструктивност, караница, ништо друго не е битно, освен дали ние тоа ќе го направиме или нема да го направиме. И јас сум за таа тема и сметам дека треба да имам одговор на моите деца кога сум можел, што е тоа што сум го направил. И друго, се друго е за мене воопшто безпредметно. Затоа што Албанија оди напред, гледаме дека вчера во супер вторникот се случи после 20 години да 4 земји напредуваат и ги одржуваат пристапните конференции: Албанија, Црна Гора, кои што беа многу позади нас, и Молдавија и Украина. Но она што го разговаравме во Страсбург и Брисел беше прашањето до најодговорниот во Европската комисија за проширувањето. Тоа е генералниот директор во директоратот за проширувањето. Македонија не беше спомната во топ 5. И ќе ви каже пратеничката Мимоза Муса дека го прашав како може тоа да не сме во топ 5 после промена на знаме, промена на име, реформи. И сето она што сме го направиле како отстапки и она што го заслужуваме. Да, колку и да е нефер односот, вие не сте во овие 5 земји. Ми повтори и одговорот беше и на сите други дека ние не сме, иако имаме симпатии, не сме воопшто во фокусот. Ако бевме пред 3 години, сега воопшто не сме во фокусот. Црна Гора добива 3,2 милиарди евра. А ние се расправаме за некои си, да не ги повторувам темите и да не го повторувам вокабуларот кој што е срамен од најодговорните во државата. Една Црна Гора која што беше многу поназад. Албанија исто така засилено оди и Хрватска добива 21 милиарда во новиот буџет. Бевме пред Хрватска, пред нив ги почнавме пристапните приговори, а Македонија губи 8 милиарди. 8 милиарди. Ние збориме исто така на ситно. Ние збориме овде за работи кои што уште децении треба да обезбедуваме пари за да ги промениме. А губиме 8 милиарди евра, од кои што 1 милиарда евра е за земјоделие. Но таа милиарда евра ја добива се Албанија. Албанија од која што велиме дека увезуваме ранограинарски производи. Они ќе добијат милиарда евра за инвестиции и модернизација на земјоделството. Да не се чудиме после кога другите одат напред, а ние ќе бидеме во ваква една изолација, во едно вакво статус-кво и ќе им кажеме на младите: да, единствениот пат вие на аеродромот со картата во еден правец и ние друго ништо не може да ви понудиме. Заради тоа што сееме лажен страв, заради тоа што сееме популизам, национализам, заради тоа што тоа нас не е битно. И не беше пораката дека цело ВМРО ДПМН ги кочи уставните измени. Не, беа потенцирани луѓе кои што имаат комуникација, кои што имаат разбирање и така натаму. И клучното беше да се гради план за комуникација, не само со Софија,
туку со сите земји членки кои што треба да гласаат низ целиот процес, стотици, илјадници одлуки за ние да го заокружиме членството. И клучната порака не беше само со Бугарија, туку луѓе седнете, не го правите тоа што го прави Црна Гора и Албанија, да градете и инвестирате во билатералните врски со сите земји членки, за да побрзо дојдете до целта која што е наша стратешка. А тоа е да обезбедиме еднакви шанси за секој млад човек, еднаква примена на законот, институции кои што ќе функционираат, модерно образование и здравство за кое што збориме. Тоа ќе го имаме само преку системот и преговорите на Европската унија. И сум убеден дека нема друг начин, нема друга реформа, ние како тоа да го направиме. Меѓутоа да бидеме свесни дека го губиме времето на идните генерации. Влем влезе во владата токму со таа цел, да ја обезбеди европската перспектива. Поминаа 6 месеци, година, година и пол, 2 години, 5 пати повеќе од тоа што ветивте дека ќе бидете во владата само ако ја откочиме европската интеграција. Токму затоа прашањето до вице-премиерот, што правите на таа тема? Кој е вашиот план за европската иднина на Северна Македонија? Второто прашање исто така поврзано со средствата, односно до министерот за животна средина. Локално прашање, има одобрени пари кои што стојат на располагање и не се користат. Го поставам до министерот за животна средина, односно постапките на Министерството за грантовите за општините од заемот на Светска банка, согласно методологијата за распределба, на општина Крива Паланка следуваат 1 милион евра за проекти за подобрување на водната и канализациона инфраструктура. Ние збориме за 1 милион евра кои што ги кочите и не ги реализирате, а знаете колку ќе добие општина Крива Паланка од Европската унија со самиот влез? По едноставна формула, истата општина во Словенија, со истата општина во Крива Паланка, во Словенија од влезот од 2004 до денес, општината која што лани ја посетивме, добила 500 милиони евра неповратни грантови. Со 500 милиони евра во една општина нема младите да се иселат, нема да има улица ненаправена, школа ненаправена, градинка ненаправена, нема да се затвараат училишта. Туку младите ќе имаат простор и можност да живеат таму, и затоа не се гради во Љубљана, и затоа нема урбана мафија во Љубљана, и така натаму, заради тоа што навреме го фатија тој европски пат. Ние сега се молиме за 1 милион евра за водоводната линија во Вирови Грамаѓе, во должина од 8 километри во село Конопница, најголемото и најживо село. 2 години стои овој проект во Министерството, не се подпишува, не се процесуира, парите општината си ги има, но како во ова министерство, така и во сите други, се она што е за Крива Паланка е комплетно заборавено и блокирано. Кога овие средства ќе бидат распишани, кога ќе може да се реализира проектот за доизградба на постојната главна водоводна линија во Крива Паланка, од Крива Паланка до село Конопница, изградба на новата водоводна линија Вирови Грамаѓе во Конопница, изградба на новата канализација во населба Маневци од село Дурачка. Река сите пари општината ги има добиено од Министерството, проектите се направени, една од најспремните, меѓутоа 2 години проектите стојат во фиока и затоа прашањето е што планира министерот околу овие постапки, кога ќе се добијат и кога ќе се реализираат овие проекти кои што се битни од локално значење. Ова се решенија и решавање на деценијски проблеми на граѓаните, со буџетски средства уште децении ќе разговараме ние овде за водоводи, за канализации, за ситни проблеми, заради тоа што не сакаме да го направиме чекорот кон Европската унија, не сакаме Крива Паланка во наредните 3 буџетски етапи и буџети на Европската унија да добие околу 500 милиони евра, не сакаме земјоделството да добие 1 милиарда, не сакаме и губиме 8 милиарди евра додека целиот регион иде напред. Ние ги задолжуваме овде во собранието со вашето гласање, идните генерации им кажуваме порака, да, милиарди евра ќе ве задолжиме, меѓутоа единствениот правец и излез ќе ви биде аеродромот во Скопје. И токму затоа сметам дека и едното, прашањето поврзано со планот и колку влем тоа ќе чека во владата и што е планот како да го фатиме овој воз и оваа порака која што имаме од Европската унија, дека моментот на проширувањето е сега, но и се битни овие локални проекти кои што се закочени од страна на самите министерства, исто како и во другите министерства за кои што ќе збориме на некои од наредните пратенички прашања. Благодарам.
Благодарам и вам. Пратеникот Николовски постави две прашања. Едното до првиот заменик председател на министра за европски прашања, кој што треба да биде одговорено писмено, исто така и второто до министерот за животна средина и просторно планирање, кој што треба да добие писмен одговор. Продолжуваме понатаму. Следен за поставување на пратенички прашања е колегата Сали Мурати, кој што има најавено пратенички прашања за Министерството за култура и за Министерството за образование и наука.